Денеска слушнав дека овој министерот за земјоделие, знаете овој кој што наместо да се грижи за земјоделците, единствена вест која што ја соопштува и ја споделува со граѓаните на Македонија е дека кога патувал на службените патувања се подновувал со некое скапо парче гардероба и најчесто купувал во Дубај патики. Не знам дали се сеќавате за тој господ. Денеска слушнав дека конечно после месеци тактизирање ги исплатил практично субвенциите за земјоделците. И добро е тоа што го направил, ако го направил, затоа што тие луѓе конечно за својата мака, за својот пот, за својот труд добиле она кое што државата по редовна основа треба да им го исплати, а тоа се субвенциите. Но они повторно го потценија народот, повторно го навредија народот. Тактизираа со месеци, не исплаќаа и мислеа дека сега 3 дена пред да се случи гласањето на претседателските избори, дека на тој начин практично ќе го подкупат народот. Повторно го потценија и повторно го навредија народот. Добро е што им текнало ова да го направат. Но народот тоа што мисли ќе им го каже на 21 април и на 5 мај. Јас сум сигурен дека на 21 април земјоделците ќе му кажете на големо збогум и на овој министар, но и на неговиот ментор, господинот Зоран Заев.